Почитувани, го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен наш гостин е претседателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Беслимовски. Господине Беслимовски, со оглед на големиот број на поплаки од страна на граѓаните во однос на јануарските сметки за струја, кои што се повисоки од нивните очекувања, утврди Регулаторната комисија за енергетика која е причината за овие високи сметки? Кај одредени категории на потрошувачи има предвидена потрошувачка и поради тоа има проблеми со сметката, не е таква какви што очекуваат потрошувачите. Тоа е еден тип на проблеми. Втор тип на проблеми е имаше голем број на домаќинства кои што се вратија пред божични празници да се ги искористат. Од странство доаѓаат тука своите денови за одмор и кај нив имаше одредени жалби и исто така имаше потрошувачи кои што влегле вообичаено никогаш не влегувале во четвртиот блок и заради одредени причини легле во четвртиот блок. Значи, кога ќе се сумира се, овие се три причини за кои што имавме жалби во Регулаторната комисија за енергетика и внимателно го следиме целиот процес, проактивни сме и конечно за да ги тргнеме сите сомневања, Регулаторната комисија за енергетика веќе во завршна фаза, последниве 2 недели работеше на одредени анализи, имавме некои други идеи на промена на правилата за снабдување со електрична енергија, каде што читањето еднаш месечно ќе биде задолжително. Инаку согласно европските директиви е предвидено најмалку еднаш во годината да има читање. Ние во соработка со Народниот правобранител пред 2 години го сведовме тоа на квартал и сега одиме на месечно ниво со цел да ги расчистиме сите дилеми и да бидат сигурни потрошувачите дека плаќаат за тоа што го потрошиле. Нема да дозволиме ниту еден потрошувач да плати повеќе 1 киловат час од тоа што реално го потрошил и во таа насока сето тоа што го превземавме ќе го реализираме за многу краток период. Инаку до моментов некаде се околу 530 жалби стигнати во Регулаторната комисија за енергетика. Како одлучено по овие жалби, бидејќи речиси сите кои што еви до нас како медиуми стигнуваат како реакции велат дека е трократно дури зголемено на наводно потрошувачката нивност, што за нив не е реално тоа. Не, апсолутно таму каде што е направена процената потрошувачка, и ако е направена грешка, тие грешки се коригираат и самиот Евана Хоум веќе почна да ги коригира, а и во нашите одлуки за жалби и ние тоа го правиме. Значи имаме голем број на жалби, каде што имаме така наречени GSM броила. Тие броила далечинско се отчитуваат и тамо нема можност за било каков проблем. Едноставно од првиот ден во месецот од 001 до 23:59 последниот ден од месецот се таа состојба на броилото и тамо нема да правиме, не ги прифаќаме тие жалби заради тоа што едноставно тоа е реалната потрошувачка. Значи, дел од жалбите ги прифаќаме и даваме упатство како да се коригира фактурата. Значи, на секој потрошувач гарантирано му е, ако периодот на отчитување, помеѓу две отчитувања бил 90 дена, тогаш првиот блок не е до 210 киловат часови, туку го е до 630 киловат часови и така соодветно се зголемуваат сите блокови. Таму каде што со мерната опрема која што има електродистрибуција може да се види колку е во изминатиот период месечната потрошувачка, повторно се прават корекциони фактури, така да во тој дел проблемот ќе биде решен, инаку ние ако ги анализираме жалбите кои што сме ги добиле и оваа година и минатата година во истиот период, факт е дека минатата година сме имале повеќе жалби. На реакциите на граѓаните беа и зошто да ги платат сега тие сметки, додека трае целата оваа постапка. Нели, жалбата е првен до Евана, па потоа до вас ако не се задоволни, па и од вашата одлука ако не се задоволни треба да одат дури на управен суд.
Правично ли е тоа да се платат, бидејќи има енормно високи сметки на струја? Доколку се утврди дека таа сметка е неточна, тогаш во наредниот период сите тие пари на граѓаните ќе им бидат вратени во останатиот период од годината. Нема друг начин се до тоа како да се изведе, имајќи во предвид дека едноставно и нашиот систем треба да функционира, треба да се обезбедат пари и за плаќање на електричната енергија која што е произведена во ЕСМ, треба да му се плати и на МЕПС. Сомнежите кај граѓаните се големи со оглед на сето она што се случува низ годините. Колку е корисно еден ист универзален снабдувач да биде постојано присутен во државата? Знаеме дека лани повторно беше избран и покрај тоа што дури државната компанија за производство на електрична енергија конкурираше на ист. Во однос на довербата кај потрошувачите, во договор со електродистрибуција и во останатите институции кои што се надлежни за проверка на броила во државата, ние од овие жалби кои што ги имаме, ќе избереме повеќе броила, да речеме по случаен избор, и заедно со во присуство на потрошувачот, во присуство на државните институции кои што прават контрола на тие броила, ќе провериме повеќе броила за да видиме дали има никаков проблем кај броилата. Ја колку што знам, апсолутно не верувам дека има проблем, но мора да биде јасно тоа и тоа да биде докажано. Така да и во тој дел превземаме мерки за да се врати довербата и јас ги слушам разговорите и мои пријатели по телефон ми се луѓе. Да, коментарите се дека треба да постојано да си ги читаат самите, да следат самите што се случува додатно на калкулатор. Можност за самоотчитување. И сега тоа колку што гледам, многу слабо се користи, но она кој што го побаравме од електродистрибуција, некаде до септември ќе биде направена многу поедноставна веб платформа на која што повторно секој потрошувач ќе може, секој домаќинство да си ги даде своите податоци за потрошувачката. Деновиве актуелна е истрагата на обвинителството во однос на мазутот кој што се користеше во Рега Битола и под истрага се две фирми РКМ и Пуцко Петрол. Каква е улогата на РК во оваа истрага? Дали од вас беа побарани одредени документации и имате ли соработка со обвинителството во однос на оваа истрага? Апсолутно беа побарани документации во однос пред на цените на мазутот кој што го определуваме за претходните неколку години, тоа беше доставено и беше побарано документација во однос на лиценците кои што ги имале овие компании. Какви лиценци имаат? Пред неколку години, кога медиумите пишуваа за увозот на сомнителниот мазут, од страна на РК беше речено дека ќе бидат одземена лиценцата конкретно на РКМ. Дали тогаш беше одземена лиценцата и кога повторно е вратена? Во еден период дури имаше сомнежи дека беше увезуван мазут без лиценца, поминувал на граница и тоа беше сомнителен, односно со сомнителна потреба. Значи, регулаторната комисија за енергетика во однос на квалитетот на мазутот, во однос на увозите кои се прават, како се прават, нема надлежност, но она што знам е дека во царина не смее да се дозволи увоз на било кој енергенс, нафтена дериват, кој што не поседува лиценца. Едноставно, нашите системи два се така врзани. Значи, не може некој да увезе во државата и да е наменет понатака за продажба, а да нема добиено лиценца. Во одреден момент РКМ не ги поседувал соодветните резерви колку што се предвидени со законот за енергетика и е започната постапка за одземање на лиценци. Тоа беа на повеќе носители на лиценци за трговија со во тој период од 2021, што се случуваше понатака повторно на барање на државниот пазарен на самите трговци е направена контрола од државниот пазарен инспекторат и ние сме известени за тоа дека ги исполнуваат критериумите за соодветните оперативни резерви кои што мора да ги поседуваат. Значи, се што сме можеле да направиме, сме направиле и било која институција која ќе ни информира дека некој трговец, не само со нафтени деривати или снабдувач со електрична енергија, прекршил некој закон, прекршил некој
подзаконски акти апсолутно ги одземаме лиценците. Така, во овој период после 2021 нема никакви реакции за РКМ во однос на некакво непочитување на законите стигнато до вас, бидејќи ги разгледувавме вашите седници кај што сте ја продолжувале лиценцата, однос на промена на собствеништво, промена на адреса на фирма и такви И работи. во 22 и во 23 редовно се обративме до државни институции во однос на квалитетот, во однос на зафатнината на резерварите и тоа што го имаме добиено дека некој не ги исполнува критериумите, биле одземени лиценци, за РКМ таква информација не сме добили. На крајот на минатата година беа разрешени двајца членови, ако не се лажам, на регулаторната комисија за енергетика. Имаше реакција од енергетската заедница дека тоа е мешање на власта во институцијата, во независноста на институцијата. Како ви гледате на тоа? Па видете, мене ако ме прашате, ја сметам дека немаше потреба од разрешување на овие членови, но имаше воведено се повика разрешувањето на некоја воведена пракса од 2017 година. Образложението беше дека не ги исполнувале условите, законските услови, односно немале доволно стаж во областа. Значи, не можеше ли регулаторната комисија за енергетика тоа, бидејќи по закон таа што треба да си ги реши работите во своето членство? Регулаторната комисија за енергетика треба да започне може да започне постапка за разрешување на членови, но крајниот збор апсолутно секогаш го има собранието кое што носи одлука за разрешување и за именување. А што се случува со останатите двајца кои што исто така беа тогаш споменати дека ќе бидат разрешени па се стопираше за нив постапката? Па при последната посета на господинот Лорковски јасно беше кажано дека треба да се продолжи регулаторната комисија да работи по овој пат и треба да се негува независноста на регулаторната комисија за Ви го чувствувавте тоа како притисок врз вашето работење? Видете, непријатно е чувството кога се менуваат некои членови со кои што си соработувал во крајна линија и тие луѓе биле исто така на конкурс избрани, имала комисија која што кажала дека исполнуваат критериуми, па потоа тоа поминало низ владена процедура, па потоа во собранието, така да не ја наоѓам вината воопшто кај членовите. Значи имало неколку филтри претходно кои што си ги поминале тие луѓе. Во ред, ви благодарам на гостувањето. Ви благодарам на поканата. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.